сметам дека во рамки на тематската група би можело да се земе предвид евентуално, бидејќи претходно беше пристап до финансии разработувано низ форуми, дискусии и слично, сега малку повеќе внимание да се посвети на постојни деловни мрежи, домашни и меѓународни, во кои што би можеле жените предприемачи да се вклучуваат, за да полесно се вмрежат и да станат дел од повеќе такви мрежи. И повторно доаѓам до заклучок дека кај нас се уште фала такви информации, иако платформата ги споделува, треба некој буквално на сребрен послужавник во рамки на одредени настани да им ги донесе и да им каже еве денес може да се зачлените преку скенирање на QR кодот на линкот во оваа мрежа, таа мрежа, значи буквално да се дискутира повеќе за нивното постоење. И она што јас го сметам за многу важно, а Вале го спомна во дискусијата, обуки. Бидејќи дури да го имаат пристапот до финансии, ако го немат знаењето и вештините, нема да се охрабрат да посегнат по барање на финансии, да влезат во тие предприемачки води, бидејќи го сметаат за преголем ризик, а недостатокот на вештини и знаење сами на себе си го припишуваат како недостаток на самодоверба. На некое посвесно, па дури и свесно ниво. Тука мора да се работи и истражување исто во оваа насока покажуваат дека пред пристапот на финансии, всушност прво би требало да ги остручиме, да ги научиме како се води бизнис, како полесно да преземаат ризик, како да препознаваат можности на пазарот. Кај нас, а и во регионот е исто тој случај, па и во повеќето земји во развој, жените стануваат предприемачи претежно од потреба. Што значи дека немале многу друг избор и морале нешто да фатат сега, да прават, да смислуваат и слично. Треба да дојдеме до ниво каде што во рамки на општеството повеќето предприемачи, вклучително тука и жените, ќе ги научиме да бидат предприемачи на резултат на препознаени пазарни можности. Постојни предприемачи кај нас, вклучително тука и жените, имаат недостаток, сериозен недостаток од вештини за водење на бизнис. Нема доволно познавање од менаџмент, нема доволно познавање од маркетинг, нема доволно познавање од продажба, од управување со човечки ресурси. Сето тоа се области каде што е потребно да се интервенира, па дури и во областа лидерство. Кај нас во рамки на предприемачките компании многу ретко се говори на темата лидерство. Претежно се усвојува по некоја инерција вертикална хиерархија од горе кон долу, каде што сопственикот е најчесто автократски лидер и неговиот збор е прв и последен во колективот. Тоа е нешто што ние треба да го менуваме и на тоа треба да се работи. Постојат различни стилови кои што може да бидат усвоени, кои се нивните предности, кои се нивните недостатоци, како да ги применат во пракса, како да почнат да ги, наједноставно кажувам, да ги вежбаат во рамки на компаниите, а земајќи предвид дека сум била тренер на доста обуки и на постојни предприемачи, вклучително и жени предприемачи, нема еден кој што рекол мене ова не ми треба, јас не сакам веќе да ме викате, не ме замарете со овие глупости. Напротив, сосема спротивен е заклучокот дека им требаат многу повеќе такви можности, каде што ќе се усовршуваат и ќе може да си го надградат знаењето и умењето. Исто така би спомнала дека во рамки на тематските групи и во рамки на идните дискусии и форуми кои што би се организирало, може би е интересно да се зборува многу повеќе и за постоечките дигитални алатки, кои што можат активно да се користат во рамки на бизнис за да се унапреди неговото работење. Дури тука и алатки од типот на управување со време, управување со приоритети, финансиска писменост, такви веќе постојат многу на глобално ниво и можат многу едноставно да се пренаменат и да се користат во рамки на наши локални услови. Тоа е една тема која што мислам дека не достига како знаење во рамки на општеството, може би треба да и се обрати внимание. Во однос на секторската група би препорачала да се следи, ова е некоја тема која што и јас тековно ја проучувам и гледам дека во иднина, во наредниве 10 години ќе биде доста актуелна, може да биде дури и добра основа за размислување за следни проекти во рамки на платформата, социјални и дигитални иновации. Целото размислување, да не отидам на глобално ниво, ама на ниво на Европска Унија, се насочува постепено кон социјално предприемништво,
кон одржлива или циркуларна економија и кон дигитална трансформација. Тоа значи дека социјални и дигитални иновации ќе бидат темата на нашата поблиска иднина, нешто каде што ние треба што е можно побрзо да го фатиме тој тек и да се разговара повеќе во таа насока. Еве нешто за размислување, можеби препорачливо од моја страна за секторска група, каде што на тие состаноци ќе се разгледа кои се тие бизнис модели кои што би можеле да бидат следните бизнис модели на основ на кои што ќе ги обучуваме, да речеме, жените предприемачи, нешто за што ќе се говори во јавноста повеќе, кои се тие дигитални трендови кои што треба да ги следиме и каде можеби и платформата може да се надгради за да даде некоја друга дополнителна услуга во рамки на општеството на основ на таквата можна иновација.